и да имаме брзи избори, само ќе биде повеќе. Пострашно ќе биде за Македонија. Пострашно, повеќе тепање, може да дојде до убиство, граѓанска война, не меѓу етничка, со малцинствата од другите нации, меѓу македонците, со враговистите. Така. Они се опишат. И тука е проблемот голем сега кај нас, што другите диктираат, и да кажам уште нешто. Таа Европа, која качи границата на 67 години за пензионирање, знаеш ли што е штосот? Наскоро ќе настапи депортирање на тој вишок на сила работа таму. И тој стаж наместо пензиски они за него обештетуваат, која ја од 2004 година, уште една година чекам за пензија. Губам, имам една година у Германија. Не може да добијат до 6-7-8 години, си потркаат луѓето. Така. Буџетот ни да. Уште едно смислено сценарио, така. Тоа е смислено сценарио и на нас да штета, а они да имаат корист и да послужат. Так, добро. Тоа нашава работа е многу комплицирана, требаше да течат понатега. Добро, немаме време веќе. Добро. Иначе, скратени избори нема да биде добро за Македонија. Добро, благодарам. Па јас можам само да се надобрзам тука, према гледаш точно што го кажа тоа околу албанците, нивната бројност пред извесно време колку била на калетот. Тоа мислам не треба, тоа сега за наш така стрекна околност што не се искористи. Се знае нивната експанзија тука. Тоа е пред 50 години, некаде 50-60 година кога во Тетово ги имало 5 до 6%, дури турците биле повеќе тогаш. Во Тетово околу 80% биле македонци. И значи тука има живи луѓе уште што ги знаат тие состојби и само тука дополнам дека сето ово зло што не се случува е резултат на тие внатрешни сценарија. Јас не спорам дека и надворешниот фактор игра улога, но доколку ние бидеме внатре единствени, доколку ја воспоставиме таа брана можеме да се избориме за нашите национални интереси. Само еден пример да му кажам, еве 2001 година кога беше војната, Џафери успеа да ги убеди тогашните тие емисари од странство дека со таа реченица што ја изфрли дека албанците тука се стари како планините. А во тоа време јас на едно гостување имав една жестока полемика со Рафи Салите од ДУИ, само требаше нашето раководство да му контрира со една изјава, да ги качат тие европски емисари што беа тука, да го качат Џафери, да отидат да ги прошетат гробиштата во Тетово и таму нема да најдат гроб постар од 100 години со албанско име. Нема таков гроб. Тоа е најдобар природен показател да се види колку биле тука албанците. 100 години постар гроб таму нема, нека не веруваат на статистика, на попис, на статистички податоци, но тоа се природни законитости таму. Ќе видите дека таму нема со албанско име таква работа, али за жал нашето раководство му дозволи, како што кажав на Џафери, да ги убедува во тоа време тие емисари дека албанците се тука автохтон народ, постар од планините и слични глупости, и тоа се не се го правит на тие внатрешни проблеми што не изградивме на стратегија како да парираме на сите тие активности. Значи многу повеќе лежи вината кај нас во внатре, тоа зло што го имаме. Кога говоревте за 2001 година, кажувавте за улогата на одреден број политичари, го спомнавте и Срđan Керим. Некако од цел тој виор сепак остана политички лузни и врз Георгиевски, врз Бранко Црвенковски, но врз Срđan Керим, како да не се одрази, на крајот излезе како еден од најсериозните, најодговорните политичари кои што чиј рейтинг порасна до таму да граѓаните и покрај волјата на политичките партии во Македонија да го сакаат за свој председател. Ваше размислување околу тој лик? Не, видите, тоа е една лажна величина што му се сервира на македонскиот народ. Тој е човек кој што во тоа време покажа нелојалност према Македонија кога беше распадот на Југославија, бидејќи 1991 година на повикот на владата на Клюсев да се вратат дипломатите што беа во Белград македонски да помогнат на новата македонска држава, тој не се одзвана тој повик, него избега во Париз во една фирма на еден босански србин Борис Вукобрат во фирмата Копешим. Таа беше фирма на Милошевиќ и на Кос во тоа време, кој што сакаше да ја преуредува Македонија да остане во таа скратена Југославија по принцип на тие кантони со Србија и со Југославија. Понатаму тој лажно се представува дека е дипломат со 30 годишна кариера, бидејќи тој никој пат не бил вистински дипломат, него секој пат бил поставуван на тие функции со политичка одлука и по тој национален клjuč како припадник на турската националност и како резултат на тие врски преку татко му Асан Керим кој што бил сојузен функционер во Југославија
во тоа време, да бидете вие дипломат од кариера, се знае дипломатите што подразбираат по тоа. Тоа се да ги поминете сите тие школи дипломатски и да си граете една кариера од во надворешни работи постепено и кај што на секој 2 години ве оценуваат тие комисии за вашето дипломатско знаење, а он секој пат бил поставуван по тој клjuč, по тие политички функции кога бил кога откриваат во Белград дека е плагијатор, тој неговиот докторски труд, тогаш го бркаат од Белград некаде 70-те години и Киро Глигоров во тоа време како наш кадар во Белград, Александар Грличков исто еден поранешен функционер во Белград, по штипска линија со татко му Керим прават нагодба со факултетот да нема гулки на докторатот и го враќаат тука во Републичкиот секретаријат за односи со странство. Па покасно 89-та година кога Будимир Лончар стана министер за надворешни работи во владата на Анте Марковиќ, по принцип на клjuč по двајца од секоја република го земаа во Сојузниот секретаријат за надворешни работи, беше таму портпарол, нешто како помошник, значи секој бил со политички одлуки, лажно се представува дека е дипломат од кариера. Прв пат врши една дипломатска функција 94-та година кога Киро Глигоров го прати во Германија да биде амбасадор, но таму веќе му влезе во некои релации со тие германски служби кои што го видна на таа сцена, дури го направија да биде председател на. И го прозива за злоупотреби во тоа време? Таму сега не дозволува времето да проговорам, направено страшни злоупотреби со тие кредити некаде околу 10 милиони марки во тоа време со изградба на таа амбасада, тие станови за дипломатите, големи злоупотреби направи и кога требаше да се покрене тука една иницијатива за негово гонење кривично, тогаш државен во МНР 2001 година, па баш тогаш преку Андов стана министер за надворешни работи. Точно дојде во министерството кој што требаше да ја покрене таа истрага и ги спречи сите тие работи, бидејќи во владата на Лјупчо Георгиевски влезе како министер за надворешни работи, како кадар на либералната партија од Стојан Андов. Покасно спомна веќе беше пратен како наш дипломатски претставник во Обединетите нации за време на војната, од каде што избега во пактот за стабилност и тие незаконетни личности, двајца Бодо Хомбак и тој Бусек, мислам дека се вика, така, да. Германци, тоа се негови ментори, кои што и тие биле со силни врски во тоа време со тие германски структури и тие се неговите ментори кои ден денеска го промовираат на таа сцена. Значи сена се еден фолирант, еден шарлатан кој што лажно се представува на македонската политичка сцена, дури сам ти набиваше рейтинзи дека на претходните избори дека 60% од испитаниците би застанали за негова кандидатура. Јас денеска само тука можам да кажам, не 60 човек да има 20% од македонскиот подршка треба да излезе со расширени раце и ги победи сите. Али тоа беше една лажна слика што му беше креирана и така да не, и како што кажав јас 2007 година во мај излегов на пресконференција каде што покрај тие работи што ги кажав дека се покажа како нелојален према македонската држава, дека лажно се представува за дипломатска кариера и кажав и за неговите разузнавачки релации во времето на Југославија. Го извадив неговото соработничко досие во тоа време и до ден денеска, како што кажав после, во тој закон за лустрација се вметна една одредба која што го прекина тој процес за да се кажат во јавност сите тие луѓе и полека како што доаѓа работава се открива сликата за тој човек. Кога беа председателските избори имаше обид да се наметне како кандидат преку таа групација кој што сака да завладее со југословенскиот простор, со тие мафијашки структури, кои што сега гледаме дека по Србија, по Хрватска ги апсат, сака да го наметнат како председателски кандидат, но за жал тој проект не успеа. Кај Груевски, кога беше изборот дали меѓу него или Ѓорги Иванов за кандидат за председател на државата, и бидејќи таа структура е уште многу силна, сега кој што сака политички и медиумски да завладее на тој простор на поранешна Југославија, тие се сите тие остатоци од тој кос на времето на поранешна Југославија, тоа влече корен некаде 89-90 година во предвечерието на распадот на поранешна Југославија, во рамките на таа една акција што ја заведе тогаш Сојузната служба за државна безбедност, како опера беше крстена, и таму предвидуваше на сите тие одбрани соработници на поранешните простори